Дождот во април што земјоделците го чекаа уште од март веќе им преседнува. Досега наврнаа по 130 литри на метар квадратен. Сонце нема, а работата стои. Многу дошли, превише, прекисна се. Ако продолжи вака уште некој ден, катастрофа. Сега е време на садење на многу градинарски култури, но и за окопување на веќе посадените. Чекаме да се оправи времето, чекаме да сопре дождо и да почнеме да садеме и ако биде нешто, иначе од многу дожд нема да биде ништо. Доколку сонцето на бргу не излезе и земјата стане обработлива, целата сезона со зеленчук ќе доцни. Додека не излезат од нивото, па ќе бидат сигурно скапи, дека ќе бидат. А иначе тие што се одржањето на мене не ми се бендисуват, ама се што да правим. Кој мора да се земе и тоа. Па оранжериците земјоделски поскапи се тие. Патлиџани било, пиперки било, се е поскап. Дека не излезат природно, ништо нема квалитет тука. Природно си природно, сонцето го грее. Ово е на сила. Најдожливиот април во последните 100 години. Проблем и носи и на сточарите. Овоја времења сега што е калта, овците со кога доаѓаат волната и е полна со вода, се истресат унатре у шталите и дополнително ни обтежува тоа. Така јагненцата не може да изгладат од кал, голема кал не може да одат, па ги вадиме од калта, ги ставаме на посушина некаде така малку призаграденко за нив. Но со овие штети проблемите на земјоделците не завршуваат. Реално да се предпостави дека се создадени сите услови за појава на стопански најзначајните болести на растенијата. Значи, кај лозарството ќе се јават примарните инфекции од пламеница, а кај овоштарството исто така сачминки по коскестото овоштие, монилиите по гранките исто така кај коскестото овоштие. Да не забораваме дека пепелниците кај житните култури исто така ќе бидат присутни. Како земјоделците ќе излезат накрај со сите овие проблеми, ќе се види, но јасно е дека цената ќе ја плаќаат и тие што произведуваат и тие што треба од нив да купуваат.